Денеска ќе зборуваме за репрезентациите кои што може да бидат Dark Horse на светскиот шампионат. Прва репрезентација Норвешка. Искрено ако бараме бетинг Dark Horse репрезентација, тоа е Норвешка. После речиси 3 децении се враќаат на светското првенство. Но овој пат не доаѓаат како туристи. Доаѓаат со Ерлинг Халанд, со Мартин Одегард, со Александар Сорлот, со генерација што игра во најсилните европски лиги. Имаат структура, имаат самодоверба, имаат напад што може да даде гол против секоја селекција. А на светското првенство еден гол може да смени многу. Следна репрезентација Колумбија. Ова е можеби најподценетата репрезентација во моментов. Имаат брзи крила, технички добри фудбалери, имаат искуство, а такви репрезентации често стануваат опасни кога почнуваат елиминациите. Трета репрезентација Јапонија. Искрено не знам дали луѓето се уште ги подценуваат јапонците или едноставно не ги следат доволно. Тактички се неверојатно дисциплинирани, трчаат 90 минути без проблем. И што е најважно, нема страв од големите репрезентации. И сега доаѓаме до Мароко. Мароко има едно од најопасните турнирски формули во светот. Цврста одбрана, брзи контри, одлична атмосфера и играчи што веќе знаат како се игра под притисок. Никој не сега да игра против тим што примаат толку малку голови.